самото истражување е направено во јули и август месец на репрезентативен примерок од 1200 испитаноци, кој што имаше за цел да се види какви се ставовите на општата популација и гинеколозите во однос на абортусот, при тоа разгледувани повеќе аспекти во однос на тоа дали се за правото на слободен избор за жената да одлучи за абортус, секако во делот на ризиците и последиците кои што ги дава абортусот и нивните ставови, и секако какви ефекти имала телевизиската владината кампања против абортусот, имаш право на избор и живот во однос на менување на ставовите помеѓу самата популација. 67 од испитаниците, значи од општата популација, сметаат дека жената треба самостојно да ја донесе одлуката во однос на абортус, значи имаме еден висок процент од популацијата кои што смета дека самата одлука за абортус е право на избор на жената. Она што е можеби малце еден податок кој што загрижува е тоа дека 39% од испитаниците ја осудуваат жената која што направила абортус, но сметаат дека направила погрешен избор при донесувањето на одлуката, а она што нас како организација особено не загрижува е дека жената ја осудува речиси половина од младите испитаници, околу 45% на возраст од 15 до 24 години. Значи младата популација е она која што е во групата на целни групи кои што смета дека најмногу жената направила погрешен избор при донесувањето на самата одлука. Она што е во делот на владината кампања избери, имаш право на избери живот, може да потенцираме дека кај 61% од испитаниците кои што беа дел од ова истражување била гледана самата кампања, а 63%, значи високи 63% кои што ја гледаат се согласуваат со пораките кои што ги испраќа. Значи повторно повеќе од половина од населението практично ја се согласуваат со пораките кои што ги испраќа владината кампања, и дека главната порака која што ја исплаќа кампањата кај 28% од испитаниците се дека не треба да се абортира. Значи 76, високи 76% од гинеколозите кои беа дел од истражувањето сметаат дека абортусот треба да биде слободен избор на жената, што значи има поголем процент од колку кај општата популација. Исто така има високо ниво на информираност кај гинеколозите во однос на новиот закон за прекинување на бременоста, и 71% од нив сметаат дека со новите измени ќе се отежни пристапот до абортусот. Како што можете да видите, еден од главните слогани на она што може да произлезе како заклучок од нашето истражување е дека медиумските кампањи ја менуваат свеста на луѓето. Меѓутоа, во согласно со наводите кои што веќе беа изречени, а со цел самите државни буџетски средства кои што се одвојуваат за подобрување на здравјето на жената, сметаме дека тие треба да бидат дадени во вистинска цел, со цел намалување на бројот на абортусите, доколку вистинската намера на самите владени кампањи се намалување на бројот на абортусите. Значи, она што ние го препорачуваме како невладени организации е да се сопре со ваков тип на кампањи, каде што преку континуирана промена на свеста кај луѓето се стигматизираат, пред се осудуваат жените кои што направиле абортус, истовремено се манипулира со правото на избор за абортус, а при тоа абортусот се прогласува за убиство.